Важите за добар познавач во состојбите во регбито, ова се плашат ли одговорните луѓе од компанијата пред се директорот Васко Ковачевски да излезат со вас на ТВ дуел на соочување да ги соочите фактите? Јас мислам дека апсолутно не сум страшен. Значи цел живот сум бил за дискусија и секогаш и како позиција секогаш сум барал луѓе од спротивната страна, не од спротивната страна само да бидат политички, туку да размислуваат поразлично од мене. Може да се и од другата страна да мислиме исто, тука нема што, мислам, дискусија поголема, истата е дискусијата, да најдеме начин како. Но ова другото е страшно, затоа што човек што може да ти поможи, никогаш не треба да го избегнуваш. Добро е да го имаш, значи да ти ја кажува вистината, макар што таа ти била болна во одредени ситуации, но таа е вистина. Со вистината секогаш се оди напред. Ако ти кажуваш нон-стоп лаги, еден ден тие лаги ќе заврши. Ама тогаш нема да имаш луѓе што во моментот те бранат, тогаш нема да те бранат. Ти ќе видиш жртвеното јање. Јас така го гледам, за жал, господинот Ковачевски, и утре некој многу лесно и многу лефтерно ќе се откаже од него и тој ќе види следно што ќе заврши негде кај што во овој момент не може ни да помисли дека може. Народски кажано ќе го пуштат низ вода? Да. Тоа е тоа што е кажано. Знаете дека и од едната и од другата страна се пуштени многу луѓе така низ вода. Зошто и како? Реализирани нешто што некој во моментот со поголема функција, со поголема политичка моќ, може ли тие работи да ги едноставно наметнат, за ти да ги направиш, па после тоа вината се знае на кој. Останува тој што го направил.